Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Резолуцијата на германскиот Бундестаг за македонската иднина во Европската Унија и признание на македонскиот јазик, идентитет, култура и посебност е уште еден државнички успех на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и парламентарното мнозинство. Благодарение на нашите државнички политики, како никогаш претходно, имаме силна меѓународна поддршка изразена преку конкретни документи и решенија. Освен од Сојузна Република Германија, силна поддршка за членството во Европската Унија и потврда за македонскиот идентитет, очекуваме и од други наши стратешки партнери. Резолуцијата на Бундестагот потврди дека државничките политики на СДСМ и премиерот Ковачевски носат резултат и обезбедуваат признание на македонскиот идентитет, јазик, култура и посебност. Од друга страна, резолуцијата потврди дека Мицкоски и ДПМН не направија ништо ниту за државата, ниту за македонскиот јазик и идентитет. Мицкоски и неговата партија не лобираа кај своите сестрински партии кои гласаа против усвојување на оваа важна резолуција. Очигледно е дека Мицкоски не може да издействува ништо. Тој не може да убеди сестрински партии да гласаат за резолуцијата, а не па да обезбеди нов договор, ништо нешто повеќе. Сепак, Христијан Мицкоски има можеби последна шанса во вистинска смисла на зборот да направи нешто добро за земјата и сега зависи само од него. Подадовме рака, отворивме диалог и сега на потега Христијан Мицкоски за диалогот да продолжи. Мицкоски го промени ставот и прифати уставни измени. Прифати учество во заедначка широка влада со СДСМ и прифати дека овој парламентарен состав има мандат за уставни измени. Овие приближувања се добра основа диалогот за сите детали и предлози да продолжи со тимови, односно работни групи. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е спремен за ова. На потек е Христијан Мицкоски, во спротивно, единствено тој ќе биде причината за затворање на вратата на диалогот, важен за европската иднина на земјата. Ви благодарам.